Глава 2. Запознавање со фотографијата. Добре дојдовте во возбудливиот свет на фотографијата. Во оваа глава ќе ги истражиме основите на фотографијата на едноставен и забавен начин. Без разлика дали се чувствувате вознемирени, под стрес или само барате нов начин на изразување, фотографијата може да биде прекрасна алатка што ќе ви помогне да се фокусирате, релаксирате и да ја споделите вашата уникатна перспектива со светот. Разбирањето на основите и правилата на фотографијата е клучно за секој почетник. Овие основни принципи, како што се правилото на третини, техниките на осветлување и композицијата, ги опремуваат фотографите со вештини за создавање визуелно привлечни и технички добро изработени фотографии. Совладувањето на овие правила не само што ја подобрува вашата способност за создавање фотографии со висок квалитет, туку исто така гради цврста основа за креативно експериментирање, а токму ова е суштината на проектот емоционографија. Кога овие основи ќе бидат добро разбрани, можете да почнете намерно да ги прекршувате правилата, користејќи го вашето знаење за создавање уникатни и доминантни слики што пренесуваат лични емоции и, ако сакате, уметнички визии. Овој баланс помеѓу техничката префинетост и креативната слобода ви овозможува вистински да ја искористите моќта на медиумот, трансформирајќи ја фотографијата од обична алатка за документирање во моќна форма на самоизразување. Да започнеме. Камера 1. Разбирање на вашата камера. Вашата камера е вашиот нов најдобар пријател. Тоа може да биде паметен телефон, дигитална или аналогна камера, или дури и обичен фотоапарат. Еве краток водич за подобро да ја запознаете. Објектив. Ова е окото на вашата камера. Го доуловува светлото и сликите. Копче за бленда. Ова го притискате за да направите фотографија. Прегледувач екран. Ова е местото каде што гледате што фотографирате. Зумирање. Ова ви помага да се доближите или оддалечите од вашиот објект без да се поместувате. 2. Основни термини во фотографијата. Не грижете се ако овие термини на почетокот звучат малку технички. Ќе ги објасниме на едноставен начин за да бидат лесно разбирливи. Покрај тоа, под секое објаснување има кратко видео кое ќе ви помогне да ги разберете овие концепти, особено ако имате визуелна меморија, експозиција, експошер. Ова се однесува на тоа колку светлина достигнува до сензорот на вашата камера. Преголема светлина го прави фотоапаратот пресветол, а премалку светлина го прави претемен. Замислете го тоа како прилагодување на ролетните во собата за да пуштите соодветна количина сончева светлина. Бленда, aperture. Ова е како зеницата на вашето око, се отвора и затвора за да пушти повеќе или помалку светлина. Мала бленда, како кога ќе замижете, пушта помалку светлина и го прави поголемиот дел од фотографијата остар. Голема бленда, како кога ги отварате очите широко, пушта повеќе светлина и фокусира на помало подрачје. Брзина на затворање, shutter speed. Ова е времето за кое вашата камера го снима фотографираниот момент. Брзо затворање, како трепкање, ги замрзнува движењата. Споро затворање, како држење на очите отворени, ги прави движечките објекти заматени. ISO. Ова ја мери чувствителноста на вашата камера на светлина. Ниско ISO е како носење очила за сонце на сончев ден, помалку чувствително на светлина. Високо ISO е како да сте внатре со ноќно светло, повеќе чувствително на светлина. 3. Композиција. Како вашите фотографии да изгледаат одлично, композицијата се однесува на тоа како елементите во вашата фотографија се организирани. Еве неколку едноставни совети. Правило на третини. Замислете дека вашата фотографија е поделена на мрежа од 9 еднакви делови, како тик-такто табла. Обидете се да ги поставите важните делови на фотографијата по тие линии или на нивните пресеци. Ова ја прави фотографијата повпечатлива, водечки линии. Ова се линии кои го водат погледот на гледачот низ фотографијата. Тоа можат да бидат патишта, реки, огради или дури и рабовите на масата, врамување. Користете објекти во вашата фотографија за да создадете рамка околу вашиот субјект. Тоа може да биде врата, прозорец или гранки од дрво. Едноставност. Понекогаш помалку е повеќе. Фокусирајте се на еден главен субјект и одржувајте ја позадината едноставна. 4. Осветлување. Клучот за одлични фотографии. Осветлувањето има огромно влијание врз вашите фотографии. Тоа е основен аспект на фотографијата кој го обликува расположението и емотивниот тон на сликата, природно светло. Ова е светлината што доаѓа од сонцето. Таа е одлична за фотографирање. Особено во златните часови, веднаш по изгреј сонце и непосредно пред зајди сонце, кога светлината е мека и топла, вештачко светло,
вклучува ламби, улични светилки и блицевина камера. Ова светло може да создаде остри сенки, затоа користете го внимателно, насока на светлината. Внимавајте од каде доаѓа светлината. Светло од предната страна е добро за рамномерно осветлување. Додека страничното светло создава интересни сенки и текстури. 5. Вежбајте, вежбајте, вежбајте. Најдобриот начин да станете подобар фотограф е да вежбате. Фотографирањето секој ден не само што ги подобрува вашите вештини, туку и ви овозможува да создадете визуелен дневник кој ги рефлектира вашите емоции, мисли и искуства. 6. Уредување на вашите фотографии. Уредувањето може да ги подобри вашите фотографии и да ги истакне нивните најдобри карактеристики. 7. Споделување на вашата работа. Споделувањето на фотографиите може да биде моќен начин за емоционално ослободување и процесирање на траума. Преку визуелно изразување на вашите искуства и емоции, создавате материјална представа на она што го чувствувате. Меѓутоа, важно е да се признае дека споделувањето на ваква лична работа треба да се случи само кога ќе се почувствувате подготвени. Ако не сте подготвени, повратните информации, дури и кога се со најдобри намери, можат да бидат премногу и да се чувствуваат наметливо. Клучно е да ги слушате сопствените емоционални сигнали и да ја споделувате вашата работа со темпо што вас ви е удобно. Со тоа се осигурувате дека процесот останува да биде позитивен, а искуството има лековита моќ, овозможувајќи ви да ја искористите целосната терапевтска моќ на фотографијата во вашето патување кон емоционална благосостојба. Еве неколку идеи како да ја споделите вашата работа. Социјални медиуми. Споделете ги вашите фотографии на платформи како Instagram или Facebook. Користете хаштагови за да стигнете до повеќе луѓе. Фотоалбуми. Направете дигитални или печатени фотоалбуми за да ги организирате вашите спомени, подароци. Претворете ги вашите фотографии во подароци, како врамени отпечатоци или фотокниги за семејството и пријателите. Фотографијата е фантастичен начин да се изразите, да го истражите светот и да ги изменаџирате емоциите. Запомнете, нема правилен или погрешен начин за правење фотографија. Најважно е да се забавувате и да уживате во процесот. Затоа земете ја вашата камера, излезете надвор и почнете да ја фотографирате вашата приказна денес. Со среќа фотографирањето, аналогна или дигитална фотографија, изборот помеѓу аналогна и дигитална фотографија може да биде предизвик. Особено ако сте млади и користите фотографија како алатка за емоционална благосостојба. Двете можности нудат уникатни предности кои можат да го подобрат вашето креативно изразување и да ви помогнат да се поврзете со сопствените емоции. Аналогна фотографија, со својот класичен шарм, аналогната фотографија овозможува побавен, пофокусиран процес. Секој кадар е драгоцен, што ве охрабрува внимателно да размислите за композицијата, осветлувањето и предметот пред да го притиснете копчето. Овој фоксиран пристап може да биде терапевтски, овозможувајќи ви целосно да се внесете во моментот и да се поврзете со вашата околина. Развивањето на сопствените филмови може да биде магично искуство, гледајќи како вашите слики оживуваат во темна просторија. Физичката природа на филмската фотографија, со своите негативи и отпечатоци, додава носталгична и лична димензија на вашата работа. Сепак, трошоците за филм, хемикалии за развивање и опрема може да бидат високи, а процесот има стрмна крива на учење поради недостигот на моментални резултати. Дигитална фотографија, од друга страна. Дигиталната фотографија нуди моментално задоволство и бескрајни експерименти. Со можноста веднаш да ги прегледате и уредувате вашите фотографии, можете брзо да учите и да се подобрувате. Дигиталните камери, особено паметните телефони, се достапни и практични, овозможувајќи лесно снимање на моменти во движење. Оваа флексибилност ви овозможува да експериментирате со различни стилови и техники без да се грижите за трошоците за филм или обработка. Дигиталната фотографија исто така нуди моќни алатки за уредување, кои ви овозможуваат да ги подобрите вашите слики и креативно да ги изразите емоциите во постпродукцијата. Иако големиот обем на фотографии што можете да ги направите може да биде обесхрабрувачки, истовремено создава повеќе можности за вежбање и усовршување на вашите вештини за млад фотограф. Дигиталната фотографија може да биде попрактична и подостапна, нудејќи пониска бариера за влез и побрзи можности за учење, можете да истражувате различни жанрови, од портрети до пејзажи. И да откриете што емоционално ви одговара.
Сепак, ако наоѓате радост во тактилниот и внимателен процес на создавање уметност, аналогната фотографија може да ви понуди длабоко наградувачко искуство кое поттикнува трпение и свесност. Изборот помеѓу аналогна и дигитална фотографија зависи од вашите лични преференции и цели. Двете можат да бидат моќни алатки за емоционална експресија и лекување. Прифатете го патот на откривање што најдобро функционира за вас и запомнете дека најважно е да уживате во процесот и да ја оставите вашата креативност да процвета. Без разлика дали ќе изберете носталгичната магија на филмот или динамичната разноврсност на дигиталните можности, фотографијата може да биде прекрасен медиум за истражување и изразување на вашиот внатрешен свет. Во интерес на економичноста и инклузивноста, оваа книга се фокусира на дигиталната фотографија. Сфаќаме дека младите луѓе често имаат ограничени финансиски ресурси и можеби немаат средства да ја поддржат традиционалната аналогна фотографија, која може да биде прилично скапа. Филмот, хемикалиите за развивање и потребната опрема се собираат и ја прават помалку достапна за многу амбициозни фотографи. Од друга страна, дигиталната фотографија нуди поекономична и практична алтернатива. Со дигитални фотоапарати и паметни телефони, можете веднаш да почнете да ги снимате сликите без да се грижите за тековните трошоци. Овој пристап овозможува секому да работи на своето добро преку фотографија без финансиски бариери. Сепак, повеќето совети и техники опфатени во оваа книга можат да се применат и на традиционалната аналогна фотографија. Без разлика дали учите за композиција, осветлување или емоционално изразување преку вашите слики, овие принципи важат за двете платформи. Аналогната фотографија нуди уникатно, тактилно искуство кое на некој може да им биде длабоко задоволително, поттикнувајќи побавен и посвесен пристап во снимањето слики, за оние кои ќе одлучат да ја истражат аналогната фотографија во иднина. Ќе откријат дека основните вештини развиени преку дигиталната фотографија лесно се пренесуваат, разбирањето на основите и правилата на фотографијата, како што се правилото на третини, осветлувањето и композицијата. Ќе ве опреми со неопходните вештини за успех во секој фотографски медиум. Ова основно знаење ви овозможува да експериментирате и креативно да се изразувате, без разлика дали користите дигитален фотоапарат или традиционален фотоапарат со филм. Со фокусирање на дигиталната фотографија, сакаме да обезбедиме пристапна платформа за сите да ги искористат терапевтските придобивки од фотографијата. Овој инклузивен пристап гарантира дека финансиските ограничувања нема да го попречат вашиот капацитет за истражување и изразување на вашите емоции преку уметноста на фотографијата. Еве уште неколку работи што треба да ги земете во предвид при изборот на модалитетот што ќе го користите. Традиционална фотографија, предности 1. Физички достапни фотографии. Традиционалната фотографија овозможува физички достапни фотографии кои може да се држат, изложуваат и зачувуваат во албуми или рамки. 2. Естетска привлечност. Многумина го ценат уникатниот изглед и чувството на традиционалната фотографија со филм, вклучувајќи ја и нејзината грануларност и репродукција на бој. 3. Совладување на техниката. Традиционалната фотографија бара подлабоко разбирање на концептите како што се експозиција, отвор на бленда и процесирање на филмот, овозможувајќи им на фотографите да ги усовршат своите вештини. 4. Ограничена постобработка. Ограничувањата на фотографијата со филм често ги поттикнуваат фотографите да ја доуловат посакуваната слика директно со камерата. Потпирајќи се помалку на постобработка, недостатоци, 1. Трошоци. Традиционалната фотографија може да биде скапа поради постојаните трошоци за филм, хемикали за развивање и отпечатоци. 2. Ограничен број снимки. Филмските ролни имаат ограничен број експозиции, барајќи од фотографите да бидат повнимателни, а можат да пропуштат и некои спонтани моменти. 3. Одзема време. Развивањето и печатењето на филмот може да биде процес што бара време, одложувајќи го задоволството од гледањето на финалните слики. 4. Еколошко влијание. Филмската фотографија вклучува употреба на хемикали и материјали кои можат да бидат штетни за животната средина ако не се отстранат правилно. Дигитална фотографија. Предности 1. Инстант повратни информации. Дигиталните фотоапарати им овозможуваат на фотографите да ги прегледуваат фотографите веднаш по фотографирањето, што овозможува брзо прилагодување и учење. 2. Економски исплатливи. Иако првичните инвестиции во дигиталните фотоапарати и опрема може да бидат високи, дигиталната фотографија ги елиминира повторливите трошоци поврзани со филмот и обработката на фотографиите. 3. Неограничени број на снимки.
Дигиталните мемориски картички нудат практично неограничен капацитет за складирање, овозможувајќи им на фотографите да снимаат безброј фотографии без да се грижат дека ќе останат без филм. 4. Лесни за споделување. Дигиталните фотографии може лесно да се споделуваат онлайн преку платформите на социјалните медиуми, електронска пошта или складирање во клајд, достигнувајќи поширока публика со минимален напор. Недостатоци. 1. Обезличување. Некои тврдат дека на дигиталната фотографија и недостасува тактилно искуство како и автентичноста на традиционалната фотографија развиена од филм. 2. Преголемо подпирање на постобработка. Леснотијата на софтверот за дигитално уредување може да доведе до прекумерна манипулација со фотографиите, понекогаш тоа може да значи и компромитирање на нивната автентичност. 3. Техничка сложеност. Дигиталните фотоапарати и софтверот за уредување може да бидат сложени и да бараат од фотографите да нашчат нови вештини, како и да бидат во чекор со технолошкиот напредок. 4. Безбедност на податоците. Дигиталните датотеки се подложни на загуба или оштетување доколку не се прави резервна копија, што представува ризик за вредните фотографии доколку хардверот не успее да се репарира или доколку податоците се компромитирани. Во прилог кратко видео кое дополнително ги објаснува разликите помеѓу дигиталната и аналогната фотографија. Исто така, запомнете дека ниту еден избор не е конечен и можете слободно да се префрлате помеѓу модалитетите, па дури и да ги комбинирате, на пример, правејќи традиционални фотографии и потоа дигитализирајќи ги за понатамошно издание. Или правејќи дигитални фотографии, развијте ги и направете колаж од реалниот живот. Изборите се бесконечни и ве охрабруваме да не се ограничувате само на една. Сега кога ги знаеме основите на нашата камера, треба да се впуштеме директно во светот на емоциите. Кои се тие? Како тие влијаат на вас во секојдневниот живот?